Дали мајсторите знаеле за катинарите кога ја граделе куќата? Дали знаеле дека додека градат, таа ќе биде помеѓу другото и дом на осамата? Оваа куќа, постара од 1 век, сега не ги памети мајсторите. Тие само што ја оставиле во времето својата тага на занесот, во погледот кон небото, на својот пат кон совршената слика. На својот пат, мајстори, кон совршената слика. Тие тогаш биле како деца што се кријат во играта на сонот. Вистината била само куќата која ја граделе за големи сеќавања. Оваа куќа истоштена од чекање. Уморена од достоинството на гледките, пред патот и патиштата што одат кон неа. Самотната куќа. Оваа куќа сред селото. Куќата што молши. Куќата што сака да и се вратат сите залидени, сите забегани по безпатијата на нејзиниот живот. Оти нејзе остана само тоа, да памети и сеќава, да тагува и да ја прераскажува својата надеж. Кога тога ќе дојдат незините, ќе дојдат своите, ќе дојдат во душата на предградката. Добром дојдовте далечини на спомените. Не ве прашувам кој сте и што сте. Само ви ја отварам портата, ги кревам чепенците, ви ја прегодувам трпезата, ви ја постелувам постелата и мислам. Тука сте или не сте. Доаѓате или не доаѓате. Добро ми дојдовте. Сакате јадете, сакате снувајте. Во секој случај, тоа ќе ви се случува додека се рони мојата тежина на насмевката. Од џонија до чатија и низ прозорците што бесконечно го чекаат вашето враќање дома. Еве возлюбени мои, чеда, деца и спомени, раштркани по сите страни на светот. Не знам во кој сон и во која мора доаѓате. И затоа не ве прашувам кој сте и што сте. Само ви ја отварам портата, ги кревам чепенците, ви ја пригодувам трпезата, ви ја постелувам постелата. Добро ми дојдовте. Оваа порта
е порта помеѓу мене и сите вас. Порта на големите растојанија. Порта на големите исчекувања. Сега веќе знаем дека никогаш повеќе нема да се разделиме, иако сме разделени за секогаш. Иако секогаш не сме заедно. Чувствувам дека се враќате. И никогаш да не си дојдите пак, тука сте. Ве овековечува својот дом. Чувствувам дека сте како тишина, како нејзин говор што ја отвара глетката низ пенџерите, вашето бесконечно враќање дома. Мојот бакнеш на образот од севишната глетка. О Боже, какви далечини и каква тежина на каменот што се ровни. Дали мајсторите знаеле за клучевите, или пак за тоа знае само осамата? Осамата што нашироко ја отвара својата душа, ја прегрнува својата преградка, ја загравува топлината како чудесна потпора на својот дом. О самотна куќо, о дворе, о бескрају на спомените и на тажните глетки. Ова доаѓање ќе нема никогаш заминување. Оваа куќа не остава пак да се случува пустошот на вековите во селото. Осамата започнува нов процес на сопствената историја. А куќата и црква и манастир. И икона пред која ќе се заслонам за да се паметам низ вековите јас и за да ве паметам вас. Вековите што ме тиштат, но вековите што сепак се случуваат во мене. Чекаат и тие, чекам и јас. Глетка што не може повеќе да се повтори. Ма што ми се случува пред очите назаод пред видот? Господе, назаод пред видот.
Куќата дома, куќата црква и манастир, што ја раскажува тишината. Тишината што се рони во мојот здив. Премален, речиси изгорен, за сноп виделина, за капка надеж, во чекорот што ми се случува пред гледките на дверите. Куќата куќа, куќата црква и манастир. Јас дома, а бездомен, освен во спомените. И тишината сама, што делка душа во дрвото и каменот, и што недогледно постои во срцето на гледката, што го прераскажува мојот бол, што ја прераскажува мојата радост истовремено. Ќе се сретнеме пак во оваа тишина. И пак ќе сте добро дојдени во куќата за која што не знам се уште што е. Дали нашата дома, дали црквата и манастирот, дали нашата историја. Дали душата во дрвото и каменот, кој што се рони, еве вака.